Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Next is the Macedonian radio program. Please keep listening. Добро вечер и добар ви еден сат во придружба на нашата македонска радиопрограма. Сите ве поздравувам и ви посакувам добро здравие, среќа и убава заедничка вечер заедно со вашите најблиски. Следуваат најновите соопштенија од Ньюкасел и околината, најнови вести од Македонија и вашите желби и честитки. Вечерва со вас е вашиот уредник и водител на македонското радио овде во Ньюкасел, Пеце Вртковски. Да ги проследиме соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. По повод најголемиот празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Великден. Празнувањето почнува од утре, недела 21 април, кога е свеченото влегување на Господа Исуса во градот Ерусалим, празникот Цветници. Службата започнува од 9 сатот. После службата се поклонуваме на честниот и животворен крст Господов. Четврток, 25 април, утрото, службата од 8 сатот сабајлето. После службата осветување на масло, олевештение и помазување на верниците присутни на службата. После службата олеосвештение се отпева таблината на упокоените и се оди на гробиште за отпевање. Четврток, вечерта во 6 сатот, служба, читање на 12 страделни евангелија, изнесување на честниот и животворен крст, среде во црквата за негово поклонение. Голем петок, 26 април, утрото, 3, 6 и 9 час, служба и вадење на светата плаштеница и поставување во гробот, кој е спреман и поставен во црквата. Петок вечерта, 26 април, во 6:30 часот, вечерна служба, оплакувањето Господово пред гробот Господов. Потоа се врти гробот еднаш околу улицата и два пати околу црквата. Сабота, 27 април, благовештение, службата од 9 сатот сабајлето. Сабота, 27 април, вечерта, во 12 часот, служба во чест на големиот ден, Велик ден. После службата, првата причест во 8:30 сатот сабајлето. Недела, 28 април, сабајле, утрена служба и причест од 8:30 сабајлето. Понеделник, 29 април, втор ден, Велик ден. Службата од 9 сатот сабајлето. Вторник, 30 април, трет ден, Велик ден. Службата од 9 сатот сабајлето. Нека се од Бога благословени деновите кои ги славиме со многу здравје и среќа во домовите. Пензионерското друштво од Ньюкасел Гоце Делчев се поканети од страна на Пензионерското друштво Методија Антоновченто за ручек во местото Фејафилд во Сидне и тоа на ден 4 мај сабота. Цената на картите е $20 по лице. Автобусот ќе поаѓа од предцрковната сала во 7:30 сатот сабајлето. За карти секој понеделник и четврток во салата од 10 до 2 сатот после пладне.
Соопштение од игралната група Стив Наумов. Нашата група има покана од игралната група Македонка од Сиднеј и тоа на ден сабота 4 мај ќе се патува со автобус и цената за влез е $40 таму во Сиднеј по лице со вечера. За повеќе информации околу патувањето јавете се кај Добре Колевски на 0415 526791. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649, а полните да ги донесете кај Борис во недела на 28 април. За сите слушатели во Њукасел и околината, ново соопштение во нашата куња, овде во нашиот културен македонски центар, ќе има разноврсни јадења пресно кувани од наши кувари и тоа секој втор петок од 6:30 сатот на вечер. Ако сакате да си резервисате маса, јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456 или видете на Facebook околу сето тоа. Соопштение за сите родители на деца од 5 години и постари. Можете да ги донесите вашите дечина во нашиот македонски културен центар за изучување на македонскиот јазик, култура и традиција. И тоа секој петок во 4:30 сатот после пладне. Имаме 30 дечина регистрирани до сега. Имаме наставници за секоја возраст кој сака да научи да пишува и чита македонски. Значи сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Charity Ball. Се одржува Charity Ball, помош за истражување на кенса болеста. Сите пари ќе бидат донирани до Australian Cancer Research Foundation. Овој бол ќе се одржи во нашата македонска сала и тоа во сабота на 18 мај, со почеток во 6:30 часот вечерта. Цената за ова вечер е $150 по лице со 3 врсти јадења и сите пијалоци. На вечерта ќе ве забавува најдобрата музичка група Сенатор Бенд. Ова се држува за 18 годишни и постари лица. Ќе има богата лотарија. За карти јавете се кај Ник Зулумовски 0418 689752, Мери Мицевска 0413 634181, Мајкол Груевски 0418 991911, Натали Дончовски 0420 42 1001, Джесика Маджуровска 0404 934218 и кај Џони Линковски на 0437 545456. Да ги наведиме и спонсорите за овој Charity Ball, а тоа се Waterford Accounting, Keystone Lawyers, BB Memorials, Fotev Property Group, Castle Property Group, Queen's Wharf Brewery, Ken Hotel и Джуков Wellington Hotel. Значи, тие се спонсорите за Charity Ball на таа вечер. Соопштение од председателот на нашата цела македонска заедница овде во Њукасел, Саше Стојчевски. Тој кажува да до сите македонци објаснува дека имаме нови членови во управата на нашата македонска заедница. Имаме сега во нашата управа пратеници од нашите групи што спаѓаат под културни средства и заедници и ќе ни донесат многу добри идеи за да можеме многу поубаво да решаваме што му е потребно за цела наша македонска заедница во Њукасел. Новите членови се за и тоа. Прва Ленче Нечовска, член на нашата женска група на Света Богородица. Живко Мицевски, член на нашето пензионерско друштво Гоце Делчев. Александра Евенс, фамилијата на Нечакој, член од нашето многу обновено и успешно македонско школо. Четврта, Симона Ѓургиевски, член на нашата македонска младинска група. Исто имаме член Саре Симеонов, кој има големо искуство не само околу музиката, исто во неговата работна функција. Шести е Джими Кацев, кој придонесува големо искуство со книговодството, акаунтинг, кој има работено во многу големи фирми. Исто очекуваме во наредните месеци да приклучиме членови од нашите спортски друштва, од Македонскиот спортски клуб Меджик фудбалски клуб, Санс фудбалски клуб и Меджик јуниорите. За сега му се заблагодаруваме на сите нови членови што исто како цела сегашна управа си го
подаруваат нивното време доброволно за корист на нашата прекрасна македонска заедница овде во Њукастел. Се гордеам со нашиот успех како нова управа за последните 8 месеци и ви посакувам добро здравје за великденските празници и почесно да се гледаме до сите македонци во нашите групи, цркви и концерти. Ви благодарам за вниманието. Едно соопштение од мене. Почитувани слушатели, ново соопштение за нашата програма овде. Секоја недела ќе биде снимана за 6 недели и тоа од 11 мај до 22 јуни. Во тие 6 недели или тој период, ако имате некои желби, може да ги пратите сега и јас ќе ги ставам во неделата што вас ви одговара. Ви благодарам за разбирањето. Значи неделите се 18 мај, 25 мај, 1 јуни, 8 јуни, 15 јуни и 22 јуни. И уште едно многу важно соопштение. Во нашиот град Њукастел голем концерт доаѓа на 1 јуни, сабота, во нашиот македонски културен центар со најпопуларните од наша убава Македонија, групата Болеро. За повеќе информации околу концертот ќе најавиме во наредните програми. Само кратко од најновите вести од Македонија. Христијан Мицковски вели: никогаш нема да ја користам придавката Северна Македонија, па макар и утре да ми го одземат мандатот кој би го добил. Како политичка партија ние партиципираме во собранието на државата со новата придавка. Учеството на процесите на институциите кои се дел од државата со новата придавка, но ако мислите дека јас во моите говори ќе ја употребам таа нова придавка, нема да ја употребам, порача лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во своето гостување во ТБ21. Тој потенцира дека и функцијата на премиер ова придавка нема да ја употребува. Ова е за мене Македонија и Македонија ќе остане. За да се случи промена на уставот, ние честно пред граѓаните ќе излеземе со две понуди. Се знае за да се промени уставот, за да отидеме ние чекор назад, мора да имаме 80 пратеници и услов бандитер. Ме прашувате зошто го употребувам името Македонија. Јас ви давам одговор, никогаш нема на митинг, на состанок да го потребам името со новата придавка, рече Христијан Мицковски. Еден од водителите го праша како ќе ја вика земјата утре ако биде премиер. Греф ли е да викам Македонија? Нека ми го земат мандатот, кажувам отворено. Никогаш нема да кажам придавка на новото име. Никогаш нека ми го земат и мандатот, рече Мицковски. Почитувани слушатели, започнуваме со една убава нова песна од Стојне Николова. Песната носи наслов Река гази, малој моме. Да ја слушниме. Reka gazi, maloj mome.
se predavam, izguben vo slast. Pod mojte trepki nacrta sreća, a husta medna so mirisna cvet. Na mojte gradi napiša ljubov, za mene ti si jedinstvena svet. Samo ti i nikoj drug, kraj tebe do večnosta, srce voda zaspiva. Samo ti i nikoj drug, izgrev moj vozorata, sonce što ne zavodja. Seko je utro, angel te budam, usni na usni za polbavde. Koliko mina, ušte se čudam, zašto za tebe ja sum po sebe. Pod mojte trepki nacrta sreća, a husta medna so mirisna cvet. Na mojte gradi napiša ljubov, za mene ti si jedinstvena svet. Samo ti i nikoj drug, kraj tebe do večnosta, srce voda zaspiva. Samo ti i nikoj drug, izgrev moj vozorata, sonce što ne zavodja. Samo ti i nikoj drug, kraj tebe do večnosta, srce voda zaspiva. Samo ti i nikoj drug, izgrev moj vozorata, sonce što ne zavodja. Imam želba golema, da bideš moja sakana. Čekor po čekor te sledam jas, sakam da te osvojam. Važna si ljubava, ke bideš moja veruvaj. Za tije oči ljubavi, sebi storil da imam jas. Na ljubava devojka si ti, moj to srce mila go osvoji. Ajde dojdi ljubov dari mi, večno mila da smera istekni. Na ljubava devojka si ti, moj to srce mila go osvoji. Ajde dojdi ljubov dari mi, večno mila da smera istekni.
mila da sme najsretniji. Naljubava devojka si ti, moj to srce mila go osvoji. Ajde dojdi ljubov dari mi, večno mila da sme najsretniji. Naljubava devojka si ti, moj to srce mila go osvoji. Ajde dojdi ljubov dari mi, večno mila da sme najsretniji. Dojde vreme, majko, će dok ti porasna, svira žike, svirat zairlija. Dojde vreme, majko, da kitiš nevesta, svatovivo kupja da prečekaš. Kapan grmi, zemlja se zatrese, lična moma se mažeše. Kapan grmi, oro se viori, čak pesni, lele do zori. Dojde vreme, kjerko, ti zvezdo majkina, od doma sok snet mi zamina. Da si imaš sloga i mnogo dečinja, kako što te gledav da gi izgledaš. Kapan grmi, zemlja se zatrese, lična moma se mažeše. Kapan grmi, oro se viori, čak pesni, lele do zori. Ajde stani, majko, te čeka oroto, naš ti se maši, majko će do to. Ajde stani, majko, i suzi izbriši, zlatno momče, kjerka si posvrši. Kapan grmi, zemlja se zatrese, lična moma se mažeše. Kapan grmi, oro se viori, čak pesni, lele do zori. Kapan
А сега, почитуваме слушатели, да слушаме една многу убава нова песна од Гоце Петревски Бананата и Анета од Молика. Песната носи наслов Љубовта е сила моќ. Да ја слушнеме. Brzo si zaminula, kade odi tam ne vodi se potrošova. Skoro sme vo drugo vreme, brak na vrata je. Mojte drugari se srekni se oženile. More ludo momče mlado ne zaboravaj, jaske bidam pokraj tebe, daj mi prsten daj. Jaske dadam se, zemi prsten da se znaje ke se zemime. So tebe jaske ja delam sudbinata, srekna zvezda da ne vodi moj dninata. Majka, tatko moji tvoji ke se radovat, koga vnuči njavo kukja Bog ke daruva.
život minuvaš. Kako skitnik pijem do taga, noćva zaspivam bez tebe. Noso tvoja talaga, te noć zgasnuva. Se topi kako vosočna sveća, je nepoznato. Se ona što se vika sreća. Kada si noćva spomeni verbolat, vidi do mene, drugi me molat, a žive jantaže po ovoj sve čure. Pogledni me v oči, po tebe sam ljubav. Kare da hodam, kare da patam, no nema jesenno za tebe da shvatam. Zašto si takva, zašto toliko si svoja, stavi popis na usni, vidi ti moja. I da zamineš, noćva daleko od mene, bolke ostane, da žive dlaboko sebe. Sumpat nikom, ni spat od svojih znaj da laži. Dejka si moja ti, nasmevi se i so pogled kaži. Kada si noćva spomeni verbolat, vidi do mene, drugi me molat, a žive jantaže po ovoj sve čure. Pogledni me v oči, po tebe sam ljubav. Kare da hodam, kare da patam, no nema jesenno za tebe da shvatam. Zašto si takva, zašto toliko si svoja, stavi popis na usni, vidi ti moja. Kada si noćva spomeni verbolat, vidi do mene, drugi me molat, a žive jantaže po ovoj sve čure. Pogledni me v oči, po tebe sam ljubav. Kare da hodam, kare da patam, no nema jesenno za tebe da shvatam. Zašto si takva, zašto toliko si svoja, stavi popis na usni, vidi ti moja. Ti ne stori, ora zna.
Bože ostari. Ti me stvori porasna, ti me oženi, će te čuvam mili tate, daj Bože ostari. Ti me stvori porasna, ti me oženi, će te čuvam mili tate, daj Bože ostari. Će te čuvam mili tate, daj Bože ostari. Почитувани слушатели, да ги проследиме уште една соопштенијата од Њукастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. По повод најголемиот празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Великден. Празнувањето почнува од утре, недела 21 април, кога е свеченото влегување на Господа Исуса во градот Ерусалим, празникот Цветници. Службата започнува 9 сатот. После службата се поклонуваме на честниот и животворен крст Господов. Четврток, 25 април, утро, службата од 8 сатот сабајлето. После службата осветување на масло, елеосвештение и помазување на верниците присутни на службата. После службата елеосвештение се отпева таблината на упокоените и се оди на гробиште за отпевање. Четврток вечерта во 6 сатот служба. Читање на 12 страдални евангелија и изнесување на честниот и животворен крст среде во црквата за негово поклонение. Петок голем, 26 април, утрото, 3, 6 и 9 час, служба и вадење на светата плаштеница и поставување во гробот кој е спреман и поставен во црквата. Петок вечерта, 26 април, 6:30 сатот, вечерна служба. Оплакувањето Господово пред гробот Господов. Потоа се врти гробот еднаш околу лицата и 2 пати околу црквата. Сабота, 27 април, благовештение. Службата во 9 сатот сабајлето. Сабота, 27 април, вечерта, во 12 сатот, служба, во чест на големиот ден Великден. После службата, првата пречис во 8:30 сатот сабајлето, недела, 28 април. Утрена служба и причес од 8:30. Понеделник, 29 април, втор ден Великден. Службата од 9 сатот сабајлето. Вторник, 30 април, трет ден Великден. Службата од 9 сатот сабајлето. Нека се од Бога благословени деновите кои ги славиме со многу здравје и стреќа. Пензионерското друштво од Њукастел гоцеделци се поканети од страна на Пензионерското друштво Методија Антоновченто за ручек во Сиднеј во местото Фејерфилд и тоа на ден 4 мај, сабота. Цената на картите $20 по лице. Автобусот ќе поаѓа од предцрковната сала во 7:30 сатот сабајлето. За карти секој понеделник и четврток во салата од 10 до 2 сатот после пладне. Исто така соопштение од играната група Стив Наумов. Нашата група има покана од играната група Македонка од Сиднеј и тоа на ден сабота 4 мај. Ќе се патува со автобус и цената за влезот таму во Сиднеј ќе биде $40 по лице со вечера, а за повеќе информации околу патувањето јавете се кај Добре Колевски на 0415 526791. Пакети за Македонија.
За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649 и полните да ги донесите кај Борис во недела на 28 април. Соопштение за сите родители на деца од 5 години и постари. Може да ги донесите вашите дечина во нашиот Македонски културен центар за изучување на македонскиот јазик, култура и традиција. И тоа секој петок во 4,5 сатот после пладне. Имаме голем број деца регистрирано, имаме наставници за секоја возраст кој сака да научи да пишува и чита македонски. Значи сите сте добро дојдени без разлика на годините и возраста. Charity Ball се одржува Charity Ball, помош за истражување на болеста Кенса. Сите пари ќе бидат донирани до Australian Cancer Research Foundation. Овој бол ќе се одржи во нашиот културен македонски центар и тоа во сабота на 18 мај со почеток во 6:30 часот вечерта. Цената за ова вечер ќе биде $150 по лице со 3 врсти јадења и сите пијалоци. На вечерта ќе ве забавува најдобрата музичка група Сенатор Бенд. Ова се одржува за 18 и постари годишни лица. Ќе има богата лотарија, а за карти јавете се кај Ник Зулумовски, Мери Мицевска, Мајкол Груевски, Натали Дончовски, Джесика Маджуровска и Џони Илинковски. А спонсори за таа вечер за Charity Ball ќе бидат Waterfall Account, Keystone Lawyers, BB Memorials, Fotev Property Group, Castle Property Group, Queen's Wharf Brewery, Kent Hotel и Джуко Велингтон Хотел. И уште едно соопштението од овдека во радиостаницата. Нашата програма ќе биде снимана како и прошлата година за 6 недели и тоа од 11 мај до 22 јуни. Во тие 6 недели или тој период, ако имате некои желби, може да ги пратите сега и јас ќе ги ставам во неделата што вас ви одговара. Ви благодарам за разбирањето. И уште едно многу важно соопштение, ново за нашиот град Њукасел, голем концерт доаѓа на 1 јуни во нашиот Македонски културен центар, сабота, со најпопуларните од наша убава Македонија, групата Болеро. За сите информации околу концертот ќе најавиме во наредните програми. А сега да проследиме нешто и за поновите вести од Македонија. Премиерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски вели: најголемиот проблем е иселувањето на луѓето зашто не се задоволни од тука. Председател Христијан Мицковски во вечерашната емисија Клик Плюс на ТВ21 истакна дека најголем проблем во Република Македонија е иселувањето на граѓаните бидејќи не се задоволни од политиките на актуелната власт на Заев и СДСМ. Мислев дека ќе разговараме за отворање на повеќе работни места, за патишта, за инфраструктура, за реновирање на училишта, болници, како луѓето денеска со автобуси ги напуштаат градовите во Македонија, вели председателот. Исто така тој вели во Македонија има политички затвореници. Председателот Христијан во своето гостување на телевизија 21 истекна дека Македонија е држава во која има политички затвореници кои се затвораат со измислени службени белешки. Во Македонија има политички прогон. Имаме луѓе кои што со тупаници беа нападнати во затвор, а се поранешни министри. Не е тоа баш сосем случајно. Никој не знае кој, зошто и каков бил мотивот, посочи Мицковски. Тој истекна дека тоа што денес се случува со политичките претворања во Македонија е како во стреќна нова 49-тата, затоа што само таму луѓе се затвора со службена белешка. Тој истекна дека тоа што денес се случува со политичките притворања во Македонија е како стреќна нова 49-та, како што само таму луѓето се затвора со службена белешка. Оперативецот од МВР достигнува белешка до одговорниот дека постои опасност овие луѓе да избегат и дека тие луѓе оствариле контакт таков и таков, се разбира сето тоа е измислено. И тогаш некој од МВР
во судството и обвинителството носи одлука дека постои опасност од бегство и го затворат човекот. Тоа не е еден случај, такви случаи имавме неколку, вели Мицковски. Председателот на ВМРО ДПМН ги обвини Зоран Заев за неискорисност со оглед на неговите ветувања за носење на правдата во Македонија, за сега да вели дека тој не можел да врти по обвинителите и судии за да се оправда. Сосема случајно на 1 април, јас мислев е шега, тоа априлили, јас мислев е шега, тоа кривичниот совет носи одлука дека се ослободува премиерот. Па барем да почекаа кампањата да завршеше, барем да почекаа, знаете, навредува сето тоа. И сега некој ќе излезе и ќе каже судството е независно. Вие што очекувате, јас да вртам телефони. Со Заев и Димитров, Европската Унија е само далечен сон. Деновиве, за жал, стигнуваат сериозни најави дека Македонија повторно и ова година нема да добие датум за почеток на преговори со Европската Унија. Се реализираат најавите дека и покрај тоа што Зоран Заев и Никола Димитров подпиша капитулантски договор за целосно обезличување на Македонија, за преминување на државата и бришење на македонскиот национален идентитет. Повторно нема да има датум за почеток на преговори за членството во Европската Унија. А, да не заборавиме дека главно ветување на ова двојка беше подобар живот што се следува низ членството во Европската Унија. Тука не ја подценувам улогата на НАТО, но сите знаеме дека членки на НАТО се и помалку развиени земји од Македонија, а дека елитниот клуб на благосостојба е сепак Европската Унија. Какво е тоа национално понижување да се прекрстиме себе си, а Европската Унија да остане само далечен сон? Тоа е нешто за што ќе пишуваат генерации и генерации. Тука би сакал да подсетам дека бев прв од македонските политичари кои уште минатата година во ноември најави дека ако Македонија не испорача на полето на реформите, нема да добие датум за почеток на преговори во Европската Унија ни во 2019 година. Исто како што не доби датум ни во 2018 година, иако Заев и Димитров подпиша да се промени името на Македонија. Тогаш на истите овие страници на независен вестник во мојата колумна наловена црни сценарија напишав: сакам јавно да предупредам дека преку овие редови дека Македонија доколку продолжи со ова ниско ниво на реализирани реформи, за жал и следната година во јуни нема да добие датум за почитувани слушатели. На крај на програмата сакам да ви пожелам добро здравје, успех до идната програма до идната сабота во истото време од Пеце Вртковски. Пријатна вечер, добар прием и пријатно до слушање. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and